Маич со долна црта ГЈ прашува како да се заспие после вечерни тренинзи, телото уште го мава адреналин и не му се спие. Маич не само што го мава адреналин, тука одговорни се и други хормони, у принцип многу поодговорни од адреналинот за оваа состојба, ти се кортизол и има еден норепинефрин. Значи, сите три хормони се практично оние кои што не ти даваат да спијат. Кортизолот ти е познат сигурно, но кортизолот, да речеме, најголем пик доживува 30 минути после будење во денот и тоа е хормонот практично што не буди. И затоа многу често луѓето кои што се попладневно активни, особено ако имаш, да речеме, сериозно активни тренинзи како кросфит, функционален фитнес, високоинтензивни тренинзи и слично, многу повеќе до израз доаѓаат овие хормони и практично може кортизолот да дојде во граници кај што во исти количини како што го има и после будење. И затоа многу често луѓе не може да спијат. Адреналинот исто е присутен, но тој е најмалку принцип одговорен затоа што адреналинот може брзо да дојде во количините кои што е потребен за спиење и да паднат тие граници. Норепинефринот од друга страна па е хормон кој што можеби нема денес да ти направи проблем, но ќе ти направи проблем следниот ден, затоа што вторите 24 часа многу повеќе ќе влие на твоето неспиење. Како да си помогнеш и зошто ова се случува? Прва работа, многу е важно што правиш после тренингот. Значи, овие сите хормони, особено кортизолот, се јавуваат затоа што се случува на телото физички стрес. При сериозна физичка активност и како го доживуваме, и затоа е многу важно после вежбање да ја почнеш регенерацијата на твоето тело и мускулите, кај што најмногу одговорен ќе биде протеинот. Јас би ти препорачал протеински прашок или шејк од причина што тоа е многу побрз начин како во крвотокот да побрзо да влезат хранливи вредности и да ја почнеш регенерацијата, така да тоа би ти го препорачал секако да го правиш и да за вечера имаш зеленчуци и протеин, значи да обезбедиш доволен градежен материјал, особено антиоксиданси кои што ќе помогнат за таа регенерација да се намали тој физички стрес. Друга работа која што би ти ја спомнал е дали користиш некакви стимуланси, дали пред вежбање, ако ти е попладне и навечер, користиш нешто што содржи кофеин, можеби L-карнитини, можеби креатин и така натаму. Тоа се стимуланси кои што ќе даваат енергија и може дополнително, каде и хормоните се покачени, дополнително и ова да биде проблем затоа што дополнително ти дава будност. Дали со хидрацијата си добра, затоа што дехидрацијата одмага во намалување на температурата на телото и на кожата, кое што е повторно причина зашто не можеш да заспиеш. Исхраната веќе ја спомнав и она што четврто би ти го спомнал е да се запрашаш како изгледа твојот животен стил кога не вежбаш. Мислам на животниот стрес, затоа што многу луѓе начинот на кој што живеат, работата и така натаму им создава стрес. Значи не се толку моќни да контролираат како реагираат на надворешните дразби и ситуации и многу луѓе мислат дека вежбањето е она кое што ќе ги ослободи од стресот. И тоа е така, ти за момент се ослободуваш и можеби не мислиш и се испукуваш и нервозата ја фрлаш, но тоа значи дека додаваш дополнително нешто за влијание врз твоите хормони, особено овие три кои што ги спомнавме, и за да не спиеш. Затоа, доколку немаш доволна контрола на твојот животен стрес, пробај вежбај од сабајле. Пред да одиш на работа, па ќе бидеш многу подобро ќе го контролираш и стресот на работа, затоа што си веќе испукана, издувана, што би рекле народски, затоа пробај го тоа и пробај можеби со јога и медитација да си помагаш и со ладен туш после вежбање да побрзо го ракуваш тој физички стрес кој што му се случува на телото. Така да тие се неколку совети кои што би ги имал да ти ги дадам за твоето прашање.